Работа во Македонија во делот спречувањето корупција кај пратеници, судии и обвинители има уште многу. Проблем се обвинителите, чии казни за нестручно и несовесно работење не само што се ретки, туку во законот и се стеснуваат, стои во извештајот на Греко групата држави против корупцијата во Советот на Европа. Покрај другото, извештајот ги опфаќа и пратениците, судиите и обвинителите и потенцијалниот криминал сврзан со несовесно работење, кршење на законите и организирање разни обструкции. Греко изразува жалење што нема подобрување во поглед на системот на санкционирање на пратеници предвиден со Законот за спречување на корупција и судир на интереси. Групата земји против корупцијата не е задоволна од површното испитување на имотната состојба на претениците, судиите и обвинителите пријавена во анкетните листови, по пријава од свиркачи, самоиницијативно од антикорупцијската комисија или според низиниот годишен план за работа. Препорачува да се воспостават соодветни правни, институционални и оперативни мерки, кои ќе обезбедат попродлабочено испитување на изјавите за интереси и анкетните листови, поднесени од страна на членовите на собранието, судиите и обвинителите. Во адендумот на вториот извештај за усогласеност, Греко оцени дека оваа препорака е делумно имплементирана. Ги зеде предвид податоците обезбедени за надзорот кој што го врши Државната комисија за спречување корупција, врз содржината на анкетните листови доставени од страна на пратениците, судиите и обвинителите, кои пате му кажуваат на големо ниво на усогласеност. Сепак, длабинска проверка од страна на ДКСК е предвидена само за анкетните листови на ограничен број судии и обвинители. Нема санкциониран пратеник за неусогласеност за имотната состојба со анкетниот лист за 5 судии. ДКСК била информирана дека не бил утврден непропорционално зголемениот имот за 3 од 5 судии, поради што постапката била запрена, додека постапката е се уште во тек за другите 2 предмета.